Ве поздравувам, драги браќа и сестри, ви посакувам Божи благослов. Сите што сте тука и сите што не гледаат и ке не гледаат преку интернет подоцна. За време на библиската полка брат Зоран постави прашање некаде на почетокот: од каде нас не изведе Господ, како што Мојсей, Господ преку него го изведе израелскиот народ од Египет. Некако за мнозина млади во тоа време, со се мене се погоди кога го запознававме Господа и неговата реч, баш тогаш се распаѓаше Југославија пред 34 години, и ја би можел за себе да кажам, Господ мене тогаш ме изведе од Југославија. од социјализмот, од комунизмот, од атеизмот. И тоа е веројатно искуство на повеќето од вас, тука што сте постари. Ние живеевме во тоа. Тоа беше она што ние го познававме. Тоа беше општеството, тоа беше културата, ајде така да речеме, во што живеевме, во што се родивме, растевме, не воспитуваа така. Денес, еве уште децата на ленче и мнозина други помлади се раѓаат во други култури, во друго општество, со други вредности, под наводници, значи, во еден оголем хаос. И Господ и во денешната младина има луѓе кои што ги повикува да стапат во неговите редови и ги повикува да излезат од оној хаос во кој што тие се наоѓаат или се наоѓаа, се родија, порасна и така натаму во сето она што се уште се нарекува транзиција. Затоа што од тогаш пред 3,5 децении, зашто се уште се нарекува транзиција? Затоа што нема ништо стабилно, нема никаква нова стабилна состојба, нема никаква нова нормала, бидејќи све е ненормално и од ненормално по ненормално. И така ќе биде до крајот. Следната нормала ќе биде првобитната нормала. Пред Адам да гризне, дори Елена Вајд вели дека на брзина го изел плодот, на брзина. Не уживал во, не мљацкал, не му било вкусно. На брзина го изел, со горчина во душата, го изел забранетиот плод. Затоа што знаел што значи тоа, свесно го жртвувал својот живот и нашиот, точно. Само да не ја загуби женичката, што толку ја сакал, нашата прабаба Ева, или прамајка, како ја викаат. Денес хаосот се продлабочува. Би сакал да видиме една информација. Минатата сабота споменав нешто во врска со средбата на двајцата папи во Изник, Турција, но тогаш беше сабота и уште немавме информации што се случило потоа на нивната заедничка литургија во Истанбул во неделата наутро и потпишувањето на заедничка декларација за единство. Интересно е што српскиот независен сајт Борба за веру ја насловил веста
антихристовата антицрква е формирана. И што сега? Веќе е формирана. Кој е антихристот? Овој леви. Со белото кече. Така. Што е сега ова антицрква? Значи, Христовата црква, кој е глава на Христовата црква? Кој е глава на црквата според Новиот Завет? Исус, Христос. Значи, Христос, имаш Христос и неговото тело црква. Кога имаш, место Христос, кога имаш антихристос, имаш тоа неговото се вика, неговото стадо се вика антицрква, односно така го нарекуваат други. Да појдеме малку подолу, да видиме некои други наслови. Еве ја гледате, тоа е сликата од Никеја, односно од Изник минатата сабота. Еден наслов. Папата, ова е од понеделникот се овие вести, папата од вчера е поглавар на екуменистичката антицрква. Значи, што е антицрквата? Тоа е целата екуменистичка синагога на глобалниот нов светски поредок или збирштина. И Исус ја споменува во Откровението на две места. Тоа е синагогата сатанска. Нема да зборам сега за тоа, да само некои наслови да прочитаме. Значи, да, се кажа на податок како на 26 ноември, значи уште предминатата сабота, папата издал енциклика In Unitate Fidei во единството на верата. Ако се сеќавате, јас споменав прв пат уште пред 2 години кога зборував за јубилејна серијата мои проповеди јубилејната година, кога откривме со помош на Библијата дека денес само 2025 година, ја откривме тогаш 2 години порано, дека само оваа година би одговарала за тоа да биде јубилејна година според старите од древниот Израел јубилејни години. Реков и што се планира, уште одамна се планира тоа, за ова 2025 година се планирало единство помеѓу Исток и Запад, според една песна на Плавиот оркестар, љуби се Исток и Запад, така нешто. Овие двајца разменија и имаа заедничка литургија во неделата во Истанбул, кај што разменија богослужбени бакнежи, да си го потврдат единството. И оно што е најинтересно е дека за време на таа литургија, само кажувам некои работи, беше, нели знаете дека во православните богослуженија поглаварот на една црква ги споменува сите поглавари на другите цркви. Пример, тука дедо Стефан тоа и утре ќе го прави, неверојатно. На ова литургија што ја има во Истанбул, сега во неделата, прв беше споменат папата, значи на православно богослужение го споменаа папата како прв, Вратоломеј како втор и веројатно сите други понатаму, што значи Фанар, односно Истанбулската патријаршија, влегол во унија со Рим. Замислите, веќе не постојат православни цркви. Иако тие ќе продолжат да се нарекуваат така, иако све ќе продолжи по старо, во стилот село гори, баба се чешла, православието многу личи на таа поговорка, за било што да се случува, особено во изминативе 60 години од почетокот на, море повеќе 80, скоро 80, од почетокот на екуменистичкото движење,
глобалистичката религија на антихристот, која што се гради, се подготвува. Малку подолу, да не одземаме повеќе време, унијата е постигната и еве има дори и видеоклип за заедничкото богослужение во црквата Свети Ѓорги во Истанбул. Малку подолу да прочитаме, потпишана е заедничката декларација, во која што велат и двајцата дека се обединети со верата која што е исповедана во Никејскиот символ на верата и така натаму. И уште еден само наслов сакаме да прочитаме на крајот, болдираниот наслов, уште малку, еве го. Од вчера, бидејќи ова понеделникот се мисли на неделата, од вчера во унија со Рим се сите помесни цркви. Значи, денес не постои православна црква. Ова е многу важна информација. Повеќе не постои православие, затоа што сите станаа сега унијатски цркви, го признаваат папата за свој врховен поглавар, го признаа неговиот примат, и ако некоја црква, што се нарекува себе си православна, сака да не биде унијатска, таа треба што да направи сега. Може некоја, таа треба да се одвои од ова синагога, од ова антицрква, од ова екуменистичка збирштина. Значи, сега треба да излезат, ако сакаат да бидат православни, поглаварите на другите цркви, а до сега молчат сите, како риба во вода. Да јавно да излезат и јавно да соопштат дека не се согласуваат со ова, јавно да го осудат Вратоломеј како предавник на православието, како еретик, отпадник, како сакаат, и да престанат, кога си држат своји богослуженија, да престанат да го споменуваат него, Вратоломеј, на нивните литургии. Кој од нив ќе го направи? Мисле ќе го направи тоа некој од нив? Се очекува некој да го направи тоа од нив? Мене ме интересира, можеби ќе појдем со Бајле, да видам дедо Стефан дали ќе го продолжи да го споменува Вратоломеј. Реакции има, во светот има реакции, особено во православниот свет, меѓутоа до сега нема ниту еден епископ, ниту еден владика кој што има храброст да се спротивстави на ова и да рече, па да, во Грција веќе гонат, меѓутоа само пониско свештенство. Нема ниту еден владика кој што, само еден во Кипар се обиде, па го гонат, да се спротивстави на ова. Што значи, сега навистина важи, следниве седмици ќе покажат до кога и како, можеби ќе биде запечатено за секогаш до крај, дека денес не постојат православни цркви. Овие што се нарекуваат православни цркви, што ќе продолжат така да се нарекуваат, се во суштина унијатски цркви. Цркви кои што го признале папата за врховен поглавар на екуменистичката религија на антихристот или екуменистичката антицрква, каде што тие се исто така влезени. Дали е Генерална конференција влезена? Слава на Бога, се уште не. Иако од почеток на така наречената екуменистичка организација Светски сојуз на црквите има само статус на наблюдувач. Нема полноправно членство во екуменистичката организација, но има статус на наблюдувач. Тоа му е нешто како, ако не си се уште крстен, а идеш во црква, значи како пријател, но не си се уште член на црквата. Да даде Господ никогаш да не се зачленат, но, како што напиша брат Зоран на Фейсбук минативе денови, според библиските пророштва, сите организации, сите држави, сите владини и сите невладини организации и сите верски заедници, сите институции, какви год,
ќе се поклонат на зверот, ќе се поклонат на антихристот. Остатокот што тоа нема да го направи, заедницата што ги држи Божите заповеди и сведоштвото Исусово, тие нема да бидат некоја деноминација, некоја призната, регистрирана организација. Не, тоа ќе биде, затоа се вика остаток, тоа ќе бидат сите поединци кои што ќе решат да не ги свијат своите колена пред Ваал и да продолжат да истрајат во Христовата вера до крајот, како што тој самиот и рече, оној кој што ќе издржи до крај, од сите што ќе живеат до крај на земјата, а оние што ќе починат пред крајот, кои што ќе издржат до денот на својата смрт во верата, оној што ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. Да даде Господ да сме тоа сите ние и нашите сакани, најближни и никој од нив да не биде загубен, особено како што секој ден редовно се молам за нашите деца, бидејќи тие навистина живеат во многу опасно време. Многу далеку поопасно од времето кога ние бевме деца. Значи, неспоредливо. Господ да ни е на помош и да им е ним на помош. Амин. Толку за овој прилог. А сега продолжуваме и ќе завршиме со Ефтаја. Јас сакам денешта проповед да се вика Кутриот Ефтај. Мислам дека на македонски е, може би и несрекниот Ефтај. Нека биде подобро Кутриот, ај ќе видиме. Значи, се враќаме книгата на Судиите, длабоко во Стариот Завет, каде што читавме во 11-та глава последен пат. Значи, само една кратка рекапитулација. Ефтај заради верата што ја покажал, како веќе прогласен водач на Израел, читавме како Духот Господов во 29 стих, 11 глава, 29 стих, Духот Господов слезе врз Ефтаја и тој го премина Галаад и територијата на Манасија, се врати во Мицпа, во Галаад и од Мицпа отиде кај Амонците. Значи, Ефтај покажува силна вера во Господа, кога ја рекапитулира историјата на предходната 300 годишна историја на израелците, од Мојсеја, од излезот наваму, пред Амонскиот цар. Господ го наградува, ја наградува таа негова вера, со тоа што слезе Духот Господов врз него, значи сега му ја дава и силата потребна за да се соочи и да го порази непријателот. Но, како што споменавме, во тој момент кога е понесен, во тој полет, во тој занес, кога е понесен од силата и Духот Господов, тука наоѓа начин да се манифестира неговата грешна природа и прави една тешка, за него лично, катастрофална будалаштина. Каде што рековме како да не му е доволна Божиото ветување, Божиот благослов, Божиото Слово, и тука се избрзува непотребно да направи завет пред Господа, велејки ако, и тоа ако секогаш значи што? Недостиг на вера. Значи, до сега имал вера, зошто го прави ова? Навистина, ова не можем човек да го разберам. Ја не можем да го разберам. Зошто имал потреба да го направи ова? Значи, сакал да покаже сега нешто како... Не, ја тука гледам несигурност. Ова е за мене несигурност. Значи, верувам, како што рече овој родителот на
обседнатиот син. Верувам, Господи, помогни му на моето неверие. Што значи тоа? Верувам, Господи. Прво Исус го укори зашто нема вера, а Господи, ако можеш, исцели го мојот син. И Господ му одговора повторно со ако. Ти викаш ако, еве, ја ти викам ако. Ако можеш да веруваш, и го сваќа прекорот, таткото и вели, верувам, Господи, ама сваќа дека тоа го кажува сега затоа што е укорен, а не затоа што стварно верува. Верувам, Господи, помогни му на моето неверие. И Ефта ја направи ова будалаштина и даде завет пред Господа велики, ако, еве го тоа ако ги предадеш амонците во рацете мои, тогаш, кога ќе се вратам со мир од амонците, се што ќе ми излезе во пресрет од вратата на домот мој, нека биде за Господ и ќе го принесам како жртва сепаленица. Зошто? Првото нешто што ќе првото живо нешто суштество, значи може да биде кокошка, може да биде јагне, јаре, што знам. Мачорот, може би мачорот, ако има домашен миленик мачор. Песот, може би, сигурно во нивните домакинства имало такви нешта. Он веројатно се надевал на нешто такво, а не на неговата керка. Па продолжуваме да читаме 32 стих па надолу. Па отиде Ефта кај амонците да се бори против нив и Господ му ги предаде во раците негови и им нанесе многу голем пораз и освои 20 градови. Замислите, тоа не е мала работа. Русите во Украина не можат да освојат толку многу градови одеднаш. Например, помеѓу нив споменува се некои од тие градови Ароер, Минит и Авел Керамим и се смирија, се помнизија амонците пред синовите Израелови. Значи Господ му ја даде таа победа. Зошто му ја даде? Затоа што Ефтај се заветувал? Не. Господ ќе му ја дадел и без тоа. Колку сме ние луѓето маловерни. Колку сме ние луѓето верувам, Господи, помогни му на моето неверие. Верувам, да, како Бајага, верувам, не веруjem, не веруjem. Епа сега што, веруваш или не веруваш? Сакаме некоја своја заслуга, некој свој влог во сето тоа, а тоа се претвора во загуба. И се повтори случајот со многу поголемиот херој на верата, за кој што своевремено проучивме годинава, Авраам. Господ веќе му ветил наследник, му ветил син. И сега што прави Авраам? Да, жена му, доволно беше жена му да му даде идеја, а тоа значи со благослов и дозвола од жена му за да спие со друга. Еве, оваа нека ти роди, и така со твоето дело, со твојот удел, со твоето учество, ќе го исполниш Божјето ветување. Дали тоа било добивка, дали тоа било ќар за Авраам? Не. Господ пак му дал син на надприроден начин, според со Божјата сила и благослов, а тоа што Авраам го направил, неговото дело се покажало како вишок кој што сега му прави проблем во домакинството. Си направил проблем човекот. Кога правиме нешто заради недостиг на вера во Божјото Слово, тоа секојаш се претвора во проблем. Си правиме себе си или нашите потомци си правиме проблем.
Во случајот Ефтај направи проблем за својата ќерка. Застанавме 34 стих. Потоа дојде Ефтај во Мицпа, после сета таа грандиозна победа и освојување на 20 амонски градови, 20 јордански градови, да речеме по денес, со денешен речник. Потоа дојде Ефтај во Мицпа, во домот свој, и ете ќерка му излегува во пресред со тимпани и оро. Со тапани и оро. Ќерка му излегува да ја прослави победата, ќерка му излегува да го дочека со славословие, со почести, со радост, и дури се вели, таа му беше единица. Замислете. Дали би сакале да биете во негова кожа? Не дај Боже за никого. Освен неа немаше друг син или ќерка. Штом ја виде, ја раскина облеката своја и рече: Ах, дете мое, ти ме фрлаш во големи јадови. Всушност, он се фрлил самиот. Што е крива ќерка му. Ќерка му се крива зашто она излегла прво. И ти си меѓу оние што го нарушија спокојството мое. Ќерка му ја обвинува. Кој го нарушил спокојството негово? Он самиот. Јас ја отворив устата своја пред Господ. Кој те тераше да ја отвориш устата твоја пред Господ? И не можам да ја одречам мојата заклетва. Таа му одговори: Татко, ти ја отвори устата своја пред Господ и прави го она со мене што си го кажал со устата своја, штом Господ се одмазди преку тебе на твоите непријатели, амонците. Види, ќерка му покажува иста таква послушност како Исак пред Аврамовиот нож. Но, да, затоа што тоа не било тоа не било тоа Аврамова да, будалаштина, тоа било по Божја заповед да го принесе Исака на жртва, и затоа Господ и се погрижал тоа да испадне на благослов на Авраама, а не на проклетство. Но тоа што спиел со робинката и од неа добил дете, тоа беше будалаштината негова, што му донесе проблеми подоцна во семејството, што се однесува до неговите потомци до ден денес. Продолжи ќерка му на Ефтај и му рече на својот татко, 37 стих: Но допушти ми го само уште ова, пушти ме за 2 месеца да отидам да се искачам на гората и да го исплачам моминството свое, се вели невиноста своја, сака да каже, девојаштвото свое со другарките мои. Тој и рече: Оди, и ја пушти за 2 месеца. Таа отиде со другарките своји и го оплакуваше моминството свое во гората. По 2 месеца таа се врати кај својот татко и тој го изврши над неа заветот свој што го даде, и таа не позна маж, значи умре како девица. Отогаш стана обичај во Израел секоја година ќерките Израелови да одат и да ја оплакуваат ќерката на Галаатчанинот Ефтај по 4 дена во годината. Значи, замислите, ова трагедија на Ефтај предизвикана од неговата будалаштина, од неговото маловерие. Иако го проучуваме, затоа што е така споменат од апостолот како херој на верата, и видовме зошто е херој. Ке проучуваме во иднина за Самсон. Често пати се кажуваат слабостите, грешките на Самсон, меѓутоа Самсон е споменат како херој на верата, и јас сакам, кога ќе проучуваме за Самсон, да видиме во што се состои верата на Самсон. Не неговите слабости и неговите падови. Верата, што било верата на Самсон. Ги проучуваме и грешките, падовите,
од маловерие, од неверие, за да бидат лекција и тие голема лекција за нас. Но пред се ја проучуваме верата, примерот на верата. 12-та глава пак, значи оваа будалаштина на Ефта и оваа трагедија што го снаоѓа поради неја, било повод секоја година да се одбележува оваа трагедија. Керките Израелови, значи, секоја година да ја жалат керката на Ефтај. Жените во Израел си направили еден таков трагичен, да не речем празник, како да речем годишнина на која што се собирале секоја година да ја оплакуваат оваа трагедија. Интересно е што целата 12 глава уште се занимава со Ефтај. Нема да ја читам цела, што се однесува до мене тука и завршува повеста за Ефтај, што ни требаше, неговата вера и неговото маловерие и неговата трагедија. Само би сакал да забележиме уште еднаш како Ефремовото племе, како во времето на Гедеон, Ефремовото племе повторно е незадоволно. Дори и после оваа голема, грандиозна победа што Господ му ја даде на Ефтај врз амонскиот цар и амонците. И луѓето од Ефремовото племе се собраа, дојдоа во Цафон и му рекоа на Ефтај: зошто отиде да војуваш против амонците, а нас не повика со себе? Ви звучи ова познато? Па веќе го направи ова. Зошто се побунија? Вака му направија и на Гедеона. Зошто не повика со себе? Луѓето отпосле сакаат да бидат херои. Отпосле. Значи, кога Господ ја даде победата, кога се заврши приказната, тогаш отпосле се бунат некои зошто ние не бевме дел од тоа. Да, зошто де? Што им рече Ефтај во случајов. Дори му се заканија, ние ќе го изгориме со оган домот твој со тебе. Само се заканува, му се лута, многу му се лути што не ги повикал. И му се заканија дека ќе го изгорат целиот негов дом заедно со тебе. Ефта им рече: јас и народот мој имавме со амонците силни караници. Јас ве повикав, вели, значи он сепак ги повикал, но вие не ме спасивте од рацете нивни. Откако увидов дека вие нема да ме спасите, го изложив животот на опасност и тргнав против амонците и Господ ги предаде во моите раце. Зошто дојдовте сега да војувате против мене? Одговорот веќе го дадовте, затоа што после битката сите се прават јунаци, да. Но хероите на верата се оние кои што верата ја покажуваат, ја манифестираат пред испитот и за време на самиот испит. Не отпосле. Отпосле сите може да бидат коментатори, историчари, аналитичари, стручњаци, отпосле. Проповедници, отпосле. Но верата Господ ја цени по тоа што правиме, како правиме пред и за време на искушението, за време на битката, а не отпосле. И, бидејќи ефремовците дори му се заканија на Ефтај, а кога зборувавме за ова, за нивната лутина и гнев
зашто не учествувале во војната за време на Гедеон. Тогаш читавме од Патриарси првот читавме дека и со се оние кои што сами првиот испит за редуцирање на Гедеоновата војска, кој се плаши, кој му е страв, сам нека се врати дома и се врати колку 22.000 души, замислите. Првата чистка 22.000 души. Елена Вајд викаше, ако тие учествуваа во војната, Господ пак им дадеше победа, но овие коркачиве тогаш ќе се фалеа. Отпосле, ако тие учествуваа, отпосле ќе се фалеа дека нивната сила, нивната заслуга, нивната храброст им ја дала победата на Израел, на израелците. Ефтај не бил толку милостив спрема ефремовците како Гедеон, веројатно затоа што овие сега не му се заканија дури. И 4 стих вели, тогаш Ефтај ги собра сите галаатски жители и удри на ефремците. И жителите галаатски ги испотепаа ефремците, велејки, вие сте бегалци Ефремови, а Галаат е помеѓу Ефрем и Манасија. И галаатчаните ги зазедоа јорданските премини од ефремовците и кога некој од унесреќените ефремовци ќе речеше дозволете ми да преминам, жителите галаатски ќе му речеа нели си ти од ефремовото племе, тој ќе одговореше не. И сега овде во овој контекст се кажува како Библијата не открива дека Ефремовото племе, веројатно од сите израелски племиња, иако било најголемо и најбројно, па затоа многу се силело, ама отпосле, Ефремовците биле нешто слично како грците, не знаеле да кажат ш. Место ш, с. И такви биле веројатно и Ефремовците. И кога некој, бидејќи на ефремовците не им дозволуваа да го преминат Јордан, откако беа поразени во таа граѓанска војна, што Ефтај им ја приредил, ако некој сакаше да премине, вели, тие ќе го праша, ти ефремовец си, од Ефрем си? И ако тој излажеше и речеше не, тие ќе му рече, кажи Шиболет. И тој ќе речеше Сиболет, како грк. И не можеше никако правилно да го изговори. Тогаш тие го зема и го закупуваа кај преминот на Јордан, го заколуваа, го колеа, го убиваа. И во тоа време падна 42.000 луѓе од Ефремовото племе. Замислите. И следниот стих, Ефтај беше судија над Израел 6 години и умре Ефтај и беше погребан во еден од неговите галаатските градови. Замислете, со што ефремовците ја платија својата дрскост. Отпосле да бараат слава, а пред тоа коркачи. 42.000 жртви во таа граѓанска војна, после победата на дамонците, што им ја приреди Ефтај. Значи, ова нека биде лекција за сите оние што како поединци или како народи мислат и понатаму да бидат неблагодарни на Господа и дури гневни и лути, зашто тие немале удел во некоја слава. Ако немаме удел во нешто, е или затоа што Господ не сакал да не вмеша нас во тоа нешто и тоа е за наше добро. Ако Господ не сака да ми се случи нешто, да бидам некаде во некое време, значи тоа е за моје добро, ако Он не сака. Ако Господ не сака да бидам со некоја во брак, значи тоа е добро. Ако Господ спречил, значи тоа е добро. Господ не сакал да ме соедини со таа или со тој, зависи за кого. Ако Господ не сакал тоа да работам, ме избркале од работа,
Ако Господ не сакал, кога Господ нешто не сакал, тоа било за наше добро. А втора причина зашто ние немаме удел во некоја или нечија слава, е затоа што не сме имале удел во самата битка, борба, вера, не сме дале придонес за триумфот, за постигнувањето на таа слава. Ако сме можеле, ако Господ не сакал, не спречувал да бидеме некаде во некое време, тоа е добро за нас. А ако сме можеле, а не сме избегале или сме останале дома или самите сме се држале по страна за да ја избегнеме битката, тестот, искушението, тогаш никој друг не ни е виновен. Нека Господ не помогне и не поучи во нашиот живот секогаш да бидеме благодарни, било кога нешто Господ ќе не вослиши и ќе не прослави, ќе ни даде голема победа и успех и благослов. Било и да нема ништо такво, ништо посебно во смисол, секогаш да бидеме благодарни на Господа, никогаш гневни, лути, себични, зошто ми се случи оваа работа, зошто не ми се случи онаа работа што сум ја сакал, зошто ми се случи нешто што сум го некел, зошто мене ми се случи и така натаму. Тоа е лекција за сите нас. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.